безбедноста во моментов на светски рамки е во една исклучително ниско ниво, значи не можеме да зборуваме за 100% сигурност никогаш и никаде. Меѓутоа дека и Македонија е загрозена од страна на евентуални терористички напади или формирање на терористички келии, сме сведоци и ние во рамките на неколку акции на полицијата во изминативе 2 или 3 или 4 години, меѓутоа и еден подолг временски период. Присуството на исламскиот фундаментализам во Македонија е подолг период, значи негде се јавува корените од прилика после 92, 3, 4 година. Меѓутоа, секако структурите од ваков карактер се присутни повеќе од 15 на години во Македонија, некогаш поактивни, некогаш попасивни, меѓутоа во секој случај постат зборуваме за исламскиот фундаментализам како феномен и појава во светот. Она што е добро е токму оваа акција ни дава индикација дека службите, односно оние кои што се задолжени за превентивно работење, како што се МВР пред се нормално и Агенцијата за разузнавање во Република Македонија остваруваат контакти и вршат акции кои што се успешни во заеднички акции со останатите служби, би рекол сега последната со турската разузнавачка служба, односно турските безбедносни сили. Она што е не е индикативно, Турција се знае дека е од подолг период е една база каде што досега се прима ваквите поданици, односно некакви учесници понатаму во рамките на структурите на исламската држава, меѓутоа после последните настани во Турција, односно после обидот за државен удар во Турција, мислам дека веќе безбедносните служби малку по-сериозно настапуваат во рамките на сузбивање на ваквите структури токму во Турција. Меѓутоа, тоа во секој случај нема да е застој, односно можеби ќе има некој одовлекување на патување на вакви потенцијални учесници, меѓутоа во секој случај тоа е една мрежа која што сигурно функционира и следниот пат веројатно ќе патуваат преку други дестинации. Она што е индикативно е патувањето на една група од нив преку Србија, односно преку Ниш, што може да иницира дека структурата не е внатрешно само македонска, дека има и дел од структура која што действува и во рамките на Србија како држава, Косово се разбира, од Босна и Црна Гора секако во една балканска рута која што е секако интересна и е во моментов една од најактивните мрежи кои што регрутираат кадри во исламската држава.